Објективно прикажување на побарувањата на општината, разгледување опции за присилна наплата, но и наплата на комунална такса за истакнување на реклами и билборди, се дел од забелешките на Државниот завод за ревизија кон општина Струмица. Државниот ревизор извршил ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на општина Струмица на сметката на основниот буџет за 2022 година. Градоначалникот на Струмица Костадинов вели дека ќе се изјаснат за забелешките, а дел од препораките на ревизорот веќе се спроведуваат. Само по себе Државниот завод за ревизија е орган кој што дава препораки во однос на законитоста и во однос на подобрување на работата на општината. И имав можност да го разгледам извештајот и детално го разгледувам. Во однос на коментари од моја страна или од страна на општината имаме 3 месеци за коментари. До сега има поминато 1 месец, секако дека ќе пуштиме наши коментари и мислења во однос на одредени забелешки кои што ги имаат од ДЗР. Ревизијата дала мислење со резерва за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики во општина Струмица. Градоначалникот Костадинов смета дека освен општината на потеќе и законодавецот кој треба да донесе законски решенија за да се надминат дел од посочените слабости. Мораме да констатираме и да заклучиме дека дел од препораките на ДЗР се веќе имплементирани. За дел и ова самиот извештај го сметам за притисок врз законодавецот за усогласување на легислативата во однос на подобрување на работењето на општината. Од друга страна, овде сакам да констатирам дека ДЗР сам по себе не треба да коментира уставност на одредени одлуки, затоа што заради уставноста на одлуките на Советот постои Уставниот суд и доколку има било какво работење кое што е во колизија со законот, го имаме и Инспекторатот за локална самоуправа, кој што досега нема ниту една забелешка. Ревизорот наведува дека досега не се поднесени забелешки за извештајот од општината, но Костадинов вели дека се изготвуваат и наскоро ќе бидат приложени.